Здрави навики за подобро здравје е реченицата која што најјасно и недвосмислено го потврдува она што многу клинички испитувања, стручни коментари, но и од праксата научни трудови го потврдуваат во однос на здравјето. Навиките и она што ние го правиме секојдневно, првенствено здравите навики и тоа како го афектираат или овозможуваат да имаме здравје во целина. Добар ден, и со оваа прва теорија би рекол и со ова прво објаснување и провокација ве поканувам денеска да бидете во Фактор здравје со темата и гостинката кој што ќе ви ги представам во продолжение. Зборувајќи за истражувањата и клиничките потврди во однос на здравите навики, уште еднаш сакам да потсетам дека она што го правиме секојдневно директно корелира или го рефлектира здравјето. Тоа се однесува како на превенцијата, така и на многуте состојби и болести, каде што здравите навики и тоа како возможуваат брзо закрекнување, дури и рековалесценција по некои хируршки интервенции. Тоа се однесува и на зголеменото ниво на телесна тежина, момент или состојба која што може да биде иницирана од медицински, но и од естетски аспект, и она што дополнително ги погодува овие лица е фактот дека тие не многу радо или со задоволство се социализираат и сакаат да излегуваат во јавност. Токму денеска во Фактор здравје како тема ви ја нудиме здраво слабење со липосукциската исхрана како уште еден дополнителен момент на она што претходно го споменав, а се однесува на здравите навики во однос на намалувањето на нивото на тежина. Тоа, потсетувам, можете да го направите во липодиет центарот, кој што всушност со протоколот на исхрана на аминокиселини ви нуди здраво, без јојо ефект намалување на вишокот на телесна тежина. 070 535 033 е директниот телефонски број со кој што можете да комуницирате, да се поврзете со липодиет центарот во Скопје и директно да закажете термин и бесплатна консултација. Но претходно денеска во Фактор здравје, за да го потврдам она што на почеток го кажав со многу научни, преци и практични совети, денешната емисија ќе ја збогатиме преку разговорот со Валентина Крстеска, која што е доктор и воедно раководител на липодиет центарот од Скопје. Доктор Крстеска, добар ден, добро дојдовте, како сте? Благодарам на поканата. Добар ден и до вашите гледачи. Уште еднаш да им ја честитаме новата година со желба за многу здравје и успех. Сигурно и јас ви возвраќам на честитките. Благодарам. За успешна нова 2020 година и многу нови да имате задоволни пред се корисници на кои што, како што споменав, ќе им овозможите да го намалат нивото на телесна тежина, а со таа здрава навика би рекол ќе имаат и здравје во целина. Бидејќи ќе се согласите со она што го тврдев. Да, здравите навики или она што го правиме корелира или директно се рефлектира во здравјето. Точно. И здравите навики и желбата да се смени нешто за да се подобри здравјето. Сигурно. Ви благодарам уште еднаш во име на Липодиет центар од Скопје што денеска сте во Фактор здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа ќе ја продолжиме темата и можноста и вие да ни се придружите. Со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот во Скопје, денеска зборуваме на тема здраво слабење со липосукциска исхрана. Она што на почеток го кажа, веќе и го потврдивте од ваш стручен аспект во однос на здравите навики и во контекст на слабењето, и би рекол како никогаш досега во овој период од годината зад нас се славите, прославите би рекол, дополнително зимскиот период што придонесува за зголемување на вишокот на телесна тежина кај најголем број од луѓето. Кој е тука најодговорен? Дали самите луѓе навиките или количеството, навременото би рекол, јадење и конзумирање и во однос на намирниците кои што се внесуваат? Каде вие како стручно лице го детектирате проблемот? Па, од се по нешто од ова што го кажавте, не само празниците кои што се позади нас и како по традиција секогаш се внесува поголема количина на храна, и тоа храна која што е богата прво многу со калории, во зима многу помалку се трошат тие калории, а најбитно е за одржување на здравје да има баланс. Колку калории се внесуваат, толку да се губат. Во овој период, не само празници, туку и во зимскиот период, се внесува храна која што е многу брзо заситува, храна која што е богата со јагленохидрати и шекери, а знаеме дека тие продукти кои што ги содржат јагленохидратите се токму оние кои што се одговорни за внесување на многу повеќе калории во организмот. Јагленохидратите, и тоа поготово простите јагленохидрати, бидејќи има прости и сложени или добри и лоши, оние кои што се од
бело брашно, значи сите производи кои што се направени од бело брашно, сето она што ги има во пекарите, брзата храна, која што најмногу се консумираше во претходниот период, се најмногу одговорни за вишокот на калории кои што се внесува во организмот. Особено тие намирници во мала количина, значи во грамажа, во мала грамажа содржат многу повеќе калории. Организмот тие калории не може да ги потроши, бидејќи во текот на денот се внесуваат оброци кои што ги содржат овие јагленохидрати и шекери многу пати во текот на денот. Се оптоварува панкреасот, се оптоварува црниот дроб, тоа се намирници кои што имаат висок гликемиски индекс, шекерот многу брзо се покачува во крвта, многу брзо инсулинот го потрошува, се јавува глад. Овие јагленохидрати, прости јагленохидрати кои што се внесуваат, даваат брзо енергија, ама таа енергија многу брзо се троши и се јавува глад. И сега, тие оброци во текот на денот кои што се внесуваат повеќе пати, зачинети со многу шекери, алкохол, да не го заборавиме алкохолот, соковите, сето тоа организмот во таа комбинација не може да го потроши, нема движење. Многу малку има активности во текот на зимото. И на почеток ги складира во резерва. Меѓутоа, ако таа резерва не се потроши, она што го кажав, колку се внесува, толку треба да се троши. Ако не се потроши, тогаш се акумулира. И сега замислете тоа секој ден и за брзо време, точно колку што се овој период на празници, за неколку недели може да се стави килограм до 2. За непол месец, всушност, за тоа се случува. Да. Сега, тоа после ќе спомниме, провлекува и други проблеми. Не е само наталожување и добивање на вишок на килограми и добивање на масни наслаги. Туку си повлекува и други последици ако на време не се смени нешто, најмногу во промена на исхраната. Тоа го нуди, тоа ќе зборуваме, липосукцијската исхрана е таков тип на исхрана каде што тоа што ќе се внеси, тоа и ќе се потроши. Кажавте дека стварањето на тие депоа или масти кои што се таложат оди сукцесивно, значи дел по дел се складира и се ствараат не само естетски проблеми, би рекле тука, или зголемено ниво на телесна тежина, да, многу повеќе, барем мене лично и стручните лица, тоа е еден циклус кој што произлегува едно од друго. Значи, прво се трга во вид на резерва. Понатака, ако не се потроши, се акумулира. Со самото акумулирање се добива веќе сега прво на тежина, изгледот се менува, имаме наталожување на масни наслаги во предел на стомакот, во предел на градите. Тука прво се приметува. Што произлегува од тоа? Има проблем со венско враќање на крвта кон срцето. Прво што ќе се јави, ќе се покачи крвниот притисок. Зголемениот крвен притисок со тек на време го оптоварува и срцето. Мора повеќе срцето да работи. Понатака, како што спомнав, храна богата со шекери, се зголемува концентрација на шекерот во крвта. И ке луѓе кои што имале нормална гликемија, во овој период за кратко време може да се покачи тој шекер во крвта. Понатака, тоа произлегува зголемување на маснотите во крвта, триглицеридите и холестеролот. Тоа води до наталожување на масни наслаги на ѕидот на крвните садови. И најнаш доаѓаме до најголемата опасност. Мозочен удар, срцев инфаркт. Значи, тоа е прво. Понатака, проблеми со дишењето. Самото наталожување на масни наслаги во предел на градите ја подига диафрагмата, се јавува плитко дишење, испрекинато дишење, а да не спомнуваме комбинирано со загадениот воздух со овој период во годината, каде што кај луѓе кои што имаат проблем со обструктивен бронхитис и со астма, тоа ќе се зголеми многу повеќе ќе го има тој проблем. Понатака доаѓаме до проблеми со движењето. Значи, ќе бидат оптеретени зглобовите и на крај и естетскиот проблем. Кај деца, кај адолесценти може да се јави проблем со појава на акни, таква храна, промени на кожата и целулитот како естетски проблем. Да, и тука дополнително само да не заборавиме и она што е многу важно и поалармантно се хроничните болни, кои што многумина, еве алудирам пред се на диабетичарите, кои што рековте. Нив нема да ги заборавиме, не само диабетичарите. Огромна група, да, со кардиоваскуларни проблеми, ревматски проблеми,
колената, колковите, рековте веќе. Сето тоа. Ке луѓе кои што неконтролирано ја внесуваат таа храна богата со шекери, јагленохидрати, поготово рафинирани јагленохидрати, не се сите јагленохидрати штетни. Оние кои што ги кажав на почеток, добрите јагленохидрати од интегралните житарици кои што не се рафинирани, Или во полнозрнести, махунарките, да, тоа се здрави јагленохидрати. Меѓутоа рафинираните, тоа е сето она храна што е во кесички, кога луѓето ја земат како меѓу оброк. Сите оние грицки, соленки, чипсот, поготово пржените компири, тоа се тие лоши јагленохидрати. Доаѓа до заситување на организмот. Прво го оптеретуваме панкреасот, интоксикација на црниот дроб, нема време црниот дроб сето тоа да го преработи и доаѓа до момент кога имаме висок инсулин во крвта, имаме висок шекер, доаѓа до инсулинската резистенција и до хиперинсулинемија, кои што се дел од тој метаболен синдром и се дел и од причината веќе кај проблем со плодноста. Значи, тоа е еден дел каде што храната е основен, да речам, причинител за сето ова што го направив. Да подсетам дека 6091925 и 6091924 отворени се за ваши јавувања, ваши прашања, споделување на искуства денеска во Фактор здравје на тема зголемена здраво слабење со липосукциска исхрана. Разговараме со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот од Скопје, центар кој што ви стои на располагање во центарот на Скопје спроти поранешен Макдоналдс на улицата Димитрije Чуповски број 22 и од овој момент и во текот на сите 24 часа ви стои на располагање на 070 535 033. Ова се што го зборувавте веќе алармира и веќе телото го препознава и како што кажавте и дишењето или инсомнијата, неспиењето, прекинот во спиењето, рачењето, се тоа нешта кои што се надоврзуваат, а згора на тоа би рекол и работните позиции одговорности и со дебелината некако ги оневозможуваат, бидејќи луѓето се млитави, троми би рекол, неволни, можеби за некоја физичка активност, да. Храната која што бидејќи и умот, извинам што ќе ве прекинам, и на психата би рекол удира сигурно зголеменото ниво на телесна тежина, асоцијални се лицата. Нема време организмот да ги преработи тие резервни масни наслаги. Цело време само ги складира за резерва, а не му се остава време да се создаде енергија точно од тие масни наслаги, не енергија од шекери. Токму она што го кажавте, таа поспаност, таа безволност, тромост, тоа е резултат на енергијата која што се добива од шекери. Многу брзо задоволува глад, многу брзо се троши и после еден таков оброк богат со шекери се јавува една поспаност. За разлика од другиот тип на енергија која што треба малку да го натераме организмот сам да ја создава, а не да ја добива готова, преку топење на масните наслаги се добива друг вид на енергија во процесот на кетоза кој што е многу подобар, нема глад, многу подобро и мозокот, и срцето, и мускулите функционираат со таа енергија. Сигурно и тоа е здраво, рековте, и како здраво, потврда на... најздраво и сигурно, и треба секој со менување на начинот на исхрана да ја добива енергијата преку топење на масни наслаги. Сакате да кажете дека со липосукциската исхрана и протоколот нема гладување всушност, Нема. тоа не е диета, тоа е повторно исхрана. Липосукциската исхрана е подготвена точно за се тоа што досега го кажав. Од една страна го содржи во себе најдоброто од медитеранската исхрана, бидејќи главен оброк во липосукциска исхрана е вечера, каде што имаме и месо, и риба, и комбинација на додаток зеленчук. Зеленчукот го дава волуменот на оброкот, месото, рибата, сите останати минерали и витамини што му треба на организмот во текот на денот. Остатокот во текот на денот се тие суплементи кои што ги содржи липосукциската исхрана, тоа се аминокиселините и протеините, пак добиени од сурутката од млеко. Најважно е тоа што нутритивно е многу богата липосукциската исхрана, а калориски е многу сиромашна. Тоа значи дека го
принудува организмот да ги топи сопствените масни резерви и да ја добива енергијата, како што кажав, за да може организмот да функционира во текот на денот. Значи минимизирано е учеството или внесот на оние рафинирани или лоши јаглени хидрати за сметка на мастите и протеините. Најмногу ги има добрите и здрави масти, ги има протеините и добрите јагленохидрати. Шеќерите, за жал, во овој протокол од месец или за среќа. дена, да, за среќа, за жал, се забранети, се многу минимални, али во другите фази се дозволува. Да, ќе зборуваме во вториот дел од Фактор здравје конкретно за овој протокол на исхрана. Ви благодарам уште еднаш за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза за реклами, пауза по која што ве очекувам да продолжите да не следите и со ваши јавувања да ја збогатите денеска емисијата Фактор здравје. Здраво слабење со липосукциска исхрана е темата со која што уште еднаш денеска ве поздравувам и ве поканувам да бидете до крај со Фактор здравје. 60919225 и 60919224 натаму се отворени за ваши јавувања, а доколку сакате да бидете во контакт со Липодиет центарот од Скопје, уште еднаш потсетувам слободно закажете бесплатна консултација и термин на 070 535 033. Со раководителот на Липодиет центарот од Скопје, доктор Валентина Крстевска, ќе го продолжиме разговорот. И доктор Крстевска, тука само би се навратил на она што го споменавте како аларм или многу сериозна состојба како срцев и мозочен удар во контекст на зголеменото ниво на телесна тежина, па дури и до летален исход, значи дебелината како болест веќе е класифицирана и може да доведе до смртни случаи, но да не дојде до тоа, затоа и денеска им ја нудиме оваа тема и протокол со липосукциско слабење или липосукциска исхрана. Во суштина, има ли тука слабење или како се одвива овој протокол кога некој веќе ќе биде заинтересиран да почне? Ние сме тука да не ги плашиме нашите гледачи, туку да им објасниме на здрав и сигурен начин, само да ги сменат своите навики и сето она што претходно го кажав и го набројував како последица од дебелината, постепено се намалува. Многу е важно, бидејќи денешнава тема е дебелина после овие празници, дека овие килограми кои што се ставиле во последниве неколку недели многу брзо ќе се изгубат. Затоа што реков, прво имаме складирање, па акумулирање. Да не дојде до акумулација. Да. Во овај краток период, бидејќи липосукциската исхрана е за краток период и дава многу големи резултати, ќе си ги вратат килограмите, тие што ги ставиле, а со тек на време ќе одат и оние складирани што тие ги имат. претходните, да. Како се одвива протоколот и кому е наменета липосукциската исхрана како протокол на исхрана? Нема овде нели гладување, луѓето Нема јадат. гладување. Прво, тоа е еден диетотераписки третман за намалување на вишок на килограми. Наменете на сите оние кои што сакат на здрав, сигурен начин да си го вратат обликот на телото и од естетска гледна точка и од здравствена. Не е наменета само за трудници, например, жени кои што дојат додека мајките ги дојат децата, бидејќи имаме и многу такви јавувања на доилки, после завршување на доење, кај мали деца и кај оние што се интолерантни на лактоза. Инаку, за сите други нема контраиндикација. Тоа е еден здрав начин кој што се одвива во две фази. Прва фаза од трајање на 14 дена и втората фаза, каде што кажав е комбинација на храна и суплементи. Суплементите во себе содржат, покрај протеините од сурутката од млеко, содржат и витамини, B6, B12, цинк, содржат и растителни влакна, многу битни, кои што држат ситост. Тоа е конџаглукоманан, кој што го има во нашиот препарат липоалфа. Тој бубри во допир со вода до 10 пати, не се ресорбира, поминува само низ цревата и дава ситост. Така да 3 пати во текот на денот се земат тие напитоци во вид на шејкови, заедно со нив и капсули аминокиселини. Аминокиселините се многу битни да го чуваат мускулното ткиво, затоа што липосукциската исхрана дава и ситост, дава и енергија и мускулна снага. Тука се аминокиселините кои што основата се тие. Ова е многу битно и за сите оние кои што вежбаат или се занимаваат и со спорт,
може да се зема липосукцијска исхрана. Аминокиселините, што се 4 аминокиселини кои што се специјално и така се одбрани точно за да носат енергија во мускулите, го чуваат мускулното ткиво, нема губење на мускулно ткиво, ја чуваат кожата, нема висење на кожа, циљано се топат маслите наслаги и имаме така еден убава редистрибуција на тоа масно ткиво, се топи баш онаму каде што го има најмногу, значи околу градите, околу стомакот, колковите, околу бутините. Тоа се значи суплементите во липосукцијската исхрана. Главниот оброк е вечерниот оброк. Тоа не е нешто многу касно, од 6 до 8 часот во текот на денот. Имате еден убав оброк, месо, риба, зеленчук, онај лиснат зеленчук, Предпоставувам варени или да, печени, да. дозволено и варено, и печено, и пржено, овдека здравите масни се дозволени, каде што ги добиваме остатокот од витамините кои што се потребни во текот на денот, железото, во месото, во зеленчукот. И како што кажав, повторно, цел ден нутритивно организмот е покриен, нема потреба од некои дополнителни додатоци, меѓутоа, пошто сега е зимски период, каде што имаме и дополнителни опасности од вируси и бактерии, може само уште нешто за подигање на имунитет, некој добар и јак антиоксиданс кој што во себе ќе се одржи таква една убава комбинација на витамини како што е Г132 плюс натурал. Доволно е само една капсула Г дополнително со липосукцијската исхрана за да се заштити организмот и од дополнителни инфекции, да не паѓа имунитетот. Така да ова е првата фаза. Дозволено е и кафето, дозволени се лимонади, дозволено е чаеви, дозволена е салата од краставица. Нема глад во текот на денот. Што е многу битно и што е потребно баш во овој момент, следните 2 дена се детоксификација, а тоа е многу потребно после овој период на зголемен месна храна, алкохол, и во тие 2 дена имаме само чорби, салати и вториот дел од липосукцијска или трета фаза, како да ја речам, една убава фаза од 14 дена со 3 оброци во текот на денот, каде што пак има одбрано што треба да се внесува, а што е забрането. И така завршува тој месец дена. Тие 30 дена 30 први. дена, каде што се очекува 7 до 10% од телесна тежина да се намали во обем и по еден конфекцијски број. Тоа значи ако некој имал 80 килограми, околу 5 Од до 6 6 до 8, да, може слободно да килограми намали. да ослабне. Тоа го зборувате со факти, бидејќи имате многу задоволни корисници низ годините, веќе работите и имате искуство од пракса со граѓаните овде во нашата држава, но и од регионот, колегите кои што работат со липосукцијската Бројката е исхрана. огромна. Да. Во регионот е преку 100.000 задоволни корисници, бројката и кај нас е голема. Да. Ние сме 5-та година веќе тука. Нема некој што не ослабил, некој помалку, некој повеќе. Сите губат. Да, Значи, кажавте, да. Најмногу во предел на Градите, стомакот, рековте, на и градите, стомакот, во и жените, обемот и и во мажите. конфекцијскиот број. Она што е важно уште да се напомене е фактот дека ова липосукцијска исхрана, рековте, е наменета секому. Дали тоа значи дека и лицата со хронично некое нарушување или болест, а такви се речиси сите над 60-70 годишна возраст, но и за оние тинеџери, би рекол, или кои што влегуваат со своето полнолетство во светот на возрастните? Бидејќи ова е храна, значи нема некоја контраиндикација, наменета и за таа група на луѓе. Кај хроничните болни морам да ги спомнам луѓето кои што имаат проблем со тироидна жлезда, хипотиреоза, кои што примаат дополнителна субституциона терапија и го држат хормонот на нормала, и кај нив е дозволено, и кај нив имаме големи резултати, можеби не овие 10%, меѓутоа ке поупорни луѓе изненадувачки се резултатите. Исто така, ке луѓе кои што, пак ке се вратам на вредноста на гликемијата во крвта, кои што имаат висок шекер, шекер кој што е на граница, кои што се на почеток на терапија со метформин или глукофаж. Тие луѓе, ако почнат на време, ке се ослободат, нема да пијат таблети, или ако пијат некоја голема грамажа, може да се намали од 1000 мг на 500 мг, али со комбинација на нашата храна, со нашите совети, кои што се бесплатни, консултации, кои што треба редовно да ги обавуваме,
и за таа група. Значи за луѓе кои што имаат и метаболен синдром, да им помогнеме, бидејќи ако не внимаваат, следниот чекор е веќе инсулинската, инсулинската терапија, кај адолесцентните и кај нив, бидејќи имаме се повеќе и повеќе деца кои што имаат прекумерна телесна тежина. Пак ќе спомнам, дебелината е болест, класифицирана е во меѓународната класификација за болести, си има и своја диагноза. И затоа сега може би возраста се намалува и веќе под 18 години деца можат да дојдат. Имаме посебни програми за пензионери, ги усогласуваме сето тоа на нашите консултации. Да спомнам, имаме уште и некои тестирања, имаме магнетен квантен анализатор, бесплатно, општата што детектирате, ја детектираме општата состојба на организмот, значи состојба на минерали, на витамини, токсини, ако има во организмот, апаратот ги детектира за да може, ако се открие нешто, да го преусмериме да оди на дополнителни крвни анализи. Во оваа група на лица, бидејќи ги споменавме хронично болните, адолесцентите и повозрасната популација, не сакам и намерно ги оставив за крај не помалку важни си лицата кои што во овој период можеби имаат скршеници, некои хируршки интервенции, се во процес на рековалесценција или оздравување заради залежаноста, би рекол, исто така качуваат телесна тежина. Дали ним може да им се препорача и кај нив, липосукцијската исхрана? Кај луѓе кои што се и предоперативно, кои што особено операции на колена, на зглобови, имаат прекумерна или ги вратиле пред интервенција, да. Прво доаѓаат да намалат тежината, па после се подвргнуваат на такви хируршки интервенции. И во процесот на реконвалесценција, која ќе поминат на прва фаза на рехабилитација, понатака мора и се препорачува да има промена во исхраната, да се намали тежината, ако сакаат да им животот да им биде многу подобар и поквалитетен, сигурно. Да, и пред моето последно прашање да подсетам дека Липодиет центарот од Скопје, на чело со раководителот доктор Валентина Крстеска и тимот таму ви стојат на располагање на 070 535 033 за бесплатни совети и консултации, а можете и директно да ги посетите во центарот на Скопје спроти поранешен Макдоналдс на улицата Димитрije Чуповски број 22. Кажавте дека првите 30 дени или протоколот на исхрана е поделен во две фази и кажавте дека околу 7 до 10% се губи од нивото на телесна тежина во тој прв дел, прва фаза, или 6 до 8 килограми кај лица од почетна тежина од 80 килограми, што е со одржувањето или понатаму, кога овој протокол ќе помине, ќе завршат 30 дена, што препорачувате, како натаму да се одржи тоа ниво, бидејќи кажавте дека нема враќање на почетното ниво на телесна тежина, ако се следат вашите совети. Нема јојо ефект. Во зависност од особата кој колку сака да изгуби, се препорачува ако има многу зголемена телесна тежина, преку 20 или 30%, не ги спомнавме и тие индекс, базален метаболен индекс на 35, се препорачува да продолжи и вториот месец, ако треба и трет месец под наша контрола. Значи, ние имаме и програма што понатака. Значи, во текот на следните месеци исто така може да се намалува 7 до 10%. Со нашата програма имаме ние убава брошура, во која што брошура ја добива заедно со комплетот, ги има сите овие совети како да се хранат, бидејќи во втората, трета фаза постепено се враќаат оние забранети намирници, овошјето се враќа, овошјето е на почеток забрането, меѓутоа во вториот, третиот месец веќе се враќа овошјето, јаткастите плодови, се внесуваат уште некои намирници кои што се потребни и се прави една нова програма за фиксација и одржување на килограмите и со тек на време дополнително намалување. Сигурно, за сите подетални информации, уште еднаш јас ќе ги упатам гледачите. 070 535 033 е бројот на Липодиет центарот во Скопје, а тука ќе ви се заблагодарам за вашето учество, за споделувањето на новите информации во контекст на здравото слабење со липосукцијската исхрана и уште еднаш јавно ви ја честитам новата година и ве очекуваме на повторно интервју овде во Фактор здравје. Благодарам. Се надевам дека ќе се дружиме во следна прилика. Сигурно резултатите тоа ќе го потврдат. Поздрав до вас и до тимот во Липодиет центарот во Скопје, а тука упатувам и голем поздрав до вас за вашето присуство пред екраните и поддршката која што ни ја дадовте денеска во емисијата. До следното наше видување утре ве поздравувам и ве поканувам да останете со нашата програма. Пријатно, имајте убав ден.